Почитувани, сведоци сме на најбескрупулозната идеолошко-политичка пресметка со науката и современата научна мисла во 27 годишната историја на Република Македонија. Структурите на СДСМ, обидувајќи се по секоја цена да ги оправдаат безумните капитулантски политики на нивната влада, вчера имаа крајно смешен и очајно неуспешен обид за манипулација и извртување на елементарните објективни факти за и во постоењето на еден од најуспешните музеи во Република Македонија, националната установа, Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација, Музеј на жртвите од комунистичкиот режим или скратено Музеј на македонската борба. Ова е уште еден чекор во антидржавните политики. Го избришаа името, јазикот и идентитетот. Сега ја бришат историјата. ВМРО-ДПМН најостро се спротивставува на ненаучното, паушално и дилетантско толкување на македонското културно-историско наследство. Прво, ВМРО-ДПМН одговорно тврди дека составот на оваа група е тотално некомпетентен да оценува историска поставка. Имено, споменатата група се состои од членови кои се археолози, конзерватори, етнолози, галеристи и само еден историчар со недоволно референции за оценување на историската поставка за 19 и 20 век. Заеднички именител на членовите на групата е дека безмалку сите биле активисти на шарената револуција. За разлика од нив, историската постановка во Музејот на македонската борба е создадена од 4 еминентни универзитетски професори, историчари, специјалисти за 19 и 20 век. Истата поставка, по низиното концепирање, е потврдена и од поголема група универзитетски професори од Универзитетот Свети Кирил и Методи, Македонската академија на науките и уметностите и Институтот за национална историја. Оваа историска поставка е резултат на 75 годишните проучувања на македонската историска наука. Највредните, автентични музејски предмети кои се наоѓаат во поставката на Музејот на македонската борба се донација од граѓани на Република Македонија и наши иселеници од диаспората, кои своето семејно наследство му го довериле на музеот. Каква порака групата за ревизија им испраќа на овие и на сите идни донатори на артефакти. Второ, поставката на Музејот на македонската борба е модерна, научно подкрепена и мултимедијална презентација на историјата на македонскиот народ и сите заедници кои живеат во Република Македонија. Ваквиот тип на музејски презентации е хит во последните години во Европа, а во сочните фигури стануваат речиси неизбежна алка во презентацијата. Таков е примерот со најновите 3 музеи во Република Хрватска. Поставката на Музејот на македонската борба беше препознаена од најеминентните европски музеолози и стручњаци од Европската музејска академија, кои на музеот му доделија специјална награда за достигнувања и ентузијазам во зачувувањето на локалната историја и култура во Бурса во 2013 година. Бројката од 250.000 посетители од над 120 земји од светот и преку 20.000 потписи во книгата за впечатоци го потврдуваат квалитетот на поставката. Како потврда за изнесените недокажани инсинуации за наводно вознемирување од постановката како пример, ќе посочиме дека ниту еден од 250.000 посетители до сега немал забелешка на постановката, ниту пак некој од нив се пожелел дека поради поставените сцени во постановката почувствувал или пак му била предизвикана било каква вознемиреност. Трето, посочуваме дека за објектот на Музејот на македонската борба не се води никаква судска постапка, туку судска постапка се води за подземната гаража. ВМРО-ДПМН посочува дека во блиска иднина постапките на членовите на работната група за ревизија музејска дејност и нивните наредбодавци ќе бидат предмет на ревизија и истрага, а секоја незаконитост ќе биде кривично процесуирана, согласно степенот на уништувањето на материјалните и нематеријалните културни добра на Република Македонија. Почитувани, Македонија ќе победи. Крајно време е СДСМ да биде сопрен во штетите кои што ги предизвикува на Република Македонија. Ви благодарам.